Го гледате најновото издание на регионалните вести. Експлозивна направа експлодираше вчера околу 22 часот пред седиштето на политичката партија ДУИ во Мала Речица. Нема повредени ни поголема материјална штета. Оштетениот коловоз од експлозивната направа која синоќа беше активирана пред седиштето на ДУИ во Тетовска Мала Речица утринава беше саниран. Детонацијата која се случи околу 21 часот и 50 минути не предизвика друга материјална штета во околните објекти, ниту пак има повредени лица, велат од Тетовската полиција. Единствено на асфалтната површина, односно на улицата во близина на објектот, причинето е оштетување во форма на кратер, со прешник од 20 см и длабочина од 10 см, каде се пронајдени траги кои ќе се вештачат. Веднаш по експлозијата, полициски екипи јавен обвинител извршили увид на лице место. Истрагата треба допрва да покаже кои се мотивите и сторителите на вчерашниот настан. Според првишните информации, експлозијата е активирана во движење, а во седиштето на ДУИ имало само едно лице, кое било ангажирано како обезбедување на објектот. Никој од жителите кои живеат во близина на седиштето на ДУИ во Тетовска Мала Речица не сакаше да зборува за вчерашниот настан. Од ДУИ засега не сакаат да го коментираат инцидентот. Портпаролот на партијата Бујар Османи изјави дека ДУИ ќе се произнесе, откако полицијата ќе даде подетална информација околу можните сторители и целта на активирањето на експлозивната направа. На 9 декември минатата година во вечерните часови беа активирани експлозивни направи пред полициските станици во Тетово и Куманово. Според неофицијални полициски информации, експлозиите активирани пред ДУИ пред полициските станици. Според трагите и времето кога се случиле детонациите се слични, па може би мотивот ист да се испрати некаква порака, без да има повредени лица. 16-годишник од Тетово бил нападнат, а потоа му бил одземен и мобилниот телефон. Украден златен накит, лаптоп и бижутерија од стан во блок 70 во Тетово. Ова се настаните кои ги бележи денешниот полициски билтен на СВР Тетово. Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути 41 годишен тетовец ДД пријавил дека неговиот малолетен 16 годишен син половина час пред тоа бил физички нападнат од 4 непознати лица, информира СВР Тетово. Додека се движел по улицата Видеос Милески Бато, четворицата непознати најпрво му се доближиле, а потоа едниот од нив го удрил со топаница по грбот. Од удирањето малолетникот паднал долу, а напаѓачот од раката му го одзел мобилниот телефон, пошто четворицата веднаш избегале по улица 29 ноември. Се работи на откривање и пронаоѓање на напаѓачите. Кражбите не изоставен дел од полицискиот билтен. Овој пат пријавена е кражба во периодот од 14 до 23 часот и 30 минути вчера, кога засега непознати сторители извршиле тешка кражба во станот на 37 годишниот ШМ, лоциран на улицата 180 во блок 70 во Тетово. Откако ја скршиле цилиндер бравата, влегле во станот, целосно ги пребарале сите простории и одзеле разновиден златен накит, лаптоп и бижутерија, чија вкупна вредност, според собственикот, се проценува на 150.000 денари. Со одземеното од станот, кратците незабележани од никого се оддалечиле во непозната насока. Извршени увити се работи на откривање на сторителите. По повод одбележување 70 годишнината од кодификација на македонскиот јазик, денес на Државниот универзитет во Тетово предавање одржа професор доктор Лилјана Гушевска. Денес на Филолошкиот факултет при Државниот универзитет во Тетово, во организација на студиската програма за македонски јазик и литература, се одбележа еден значаен јубилеј, а тоа е 70 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик. Кодификацијата на секој јазик представува еден значаен чин во историјата за секој народ, особено за македонскиот, бидејќи сите ние знаеме дека неговата борба за сопствен јазик, сопствен идентитет, сопствена држава беше макотрпна и тешка. Па така што денес се одржа едно пригодно предавање од страна на нашата почитувана професорка Лилјана Гушевска на тема 70 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Ние не го одбравме овој датум случајно, бидејќи токму пред 70 години во месец мај, поточно на 5 мај 1945 година е официјално усвоена македонската азбука, а еден месец подоцна, односно на 7 јуни 1945
1945 година е официјално усвоен македонскиот правопис. Така што ние на вистина и како професори по македонски јазик и како студиска програма по македонски јазик и литература се чувствуваме должни да го одбележиме овој значаен јубилеј, така што во оваа прилика на вистина и во мое лично име и во името на сите професори од катедрата за македонски јазик и благодарам на професорката Гушевска, бидејќи таа изнајде и сили и на вистина на еден својствен начин за неа одржа едно прекрасно предавање, пригодно предавање како што кажав, во кое што таа направи еден пресек, еден преглед на историјатот на кодификацијата, споменувајќи ги сите оние значајни дејци, преродбеници, учебникари кои што на вистина дале свој придонес за денес да имаме ние еден сопствен јазик и сопствен идентитет. Како што спомна и мојата колешка Марина, намерата беше да направиме еден пресек на сите оние значени личности и на оние процеси и настани на кои што биле носители тие личности, зашто кодификацијата не е случаен чин. Тоа е еден само завршен момент на еден процес кој што трае речиси еден век наназад, така што беше многу важно ние да се подсетиме кои биле тие концепти, кои били тие, да речам, проекти за оформување на македонскиот литературен јазик во историјата. Нашите дејци соодветно на условите, на историските, да речам, прилики, настојувале да ја одржат својата борба за македонски литературен јазик, односно пред се тоа била борба за просвета на народен јазик и за богослужба на црковнословенски јазик во услови кога пропагандите навистина го разјадувале македонското национално ткиво. И затоа ние на овој голем јубилеј мораме да се подсетиме на сите тие нивни заложби, затоа што кога ќе ги гледаме основните принципи врз основа на кои е кодифициран македонскиот литературен јазик денес, македонскиот стандарден јазик, ние тие принципи ги наоѓаме веќе кај Крсте Петков Мисирков во неговата книга за македонските работи, речисти во идентична форма дадени, односно формулирани се истите оние принципи кои што подоцна ги освојува и Комисијата за збуката и правописот од 1945 година. А како идеја, тие принципи ние можеме да ги проследиме наназад кај голем број други македонски преродбеници, особено нели идејата дека западните македонски говори подоцна централното македонско наречие треба да биде основата на македонскиот литературен јазик. Колку денес го познаваме и колку го практикуваме македонскиот јазик? Па, вака, ова е убав повод, така што јас само би сакала денес да кажам, јас сум пресрекна што имаме голема продукција на македонски јазик. Прашањето за почитувањето на стандарднојазичната норма е секогаш горливо. Ние македонистите може би сме издодевни кога постојано зборуваме дека мораме да водиме поголема грижа и навистина е така. Особено кога ќе го имаме предвид целиот тој историјат. Колку е голема привилегија да се зборува на мајчиниот јазик, да имате можност да го употребувате секојдневно во сите сфери на едно општество, ние забораваме на таа привилегија секојдневно, така што и недоволно, би рекла, се грижиме за јазикот. Меѓутоа, јас сепак имам верба во сите нас и вака одговорно како професор по македонски јазик со сите мои колеги можам да тврдам дека ние работиме многу на тоа поле и се надевам дека како ќе одминува времето се повеќе ќе расте свеста дека мајчиниот јазик е нешто на вистина најважно, зашто и Конески рекол, тоа е нашата единствена комплетна татковина, така што ако ја сакаме татковината, тогаш мораме да го чуваме и мајчиниот јазик. Кампањата на поголема заштита на ранливите групи учесници во сообраќајот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата денес се спроведе во Тетово. Средношколци делија флаери со сообраќајни поуки на минувачите и на возачите. Со цел подигање на јавната свест за правилно и одговорно учество во сообраќајот, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата денес во Тетово ја реализираше кампањата за поголема заштита на ранливите групи учесници во сообраќајот. Средношколци делија флаери со сообраќајни поуки, а при тоа изложија неколку пароли на кои беше истакнато колку е важно да се почитуваат правилата и прописите, зашто сообраќајот не е игра.
За денешната акција се ангажира Советот, Републичкиот совет за безбедност на комуникација, тука и представникот на Советот, господин Ристо Манчев, секретар на Советот, господјата Мерита Мусафаи, исто така член на Советот, и професорка по комуникација во Средното училиште Моше Пијаде, заменик раководителот господин Мемет Јонузи и исто така член на Советот господин Адем Османи. Кампањата всушност опфаќа 4 целни групи, и тоа пешаците, велосипедистите, мотоциклистите и младите. Нашата порака е дека дисциплинирано и одговорно учество во сообраќајот од сите учесници во сообраќајот е гаранција за безбеден сообраќај. Затоа апелираме до сите возачи да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, затоа што само една сообраќајна грешка, еден момент на невнимание може да предизвика последици со кои што ќе треба да се соочуваме до крајот на својот живот. Сообраќајната превенција дава резултати. Долгорочно подобрување на безбедноста во сообраќајот може да се постигне единствено преку создавање на едно високо ниво на сообраќајна култура и етика на сите учесници во сообраќајот. Токму за тоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата континуирано реализира поголем број на кампањи, се со цел да ја подигнеме јавната свест кај сите учесници во сообраќајот, затоа што почитувањето на сообраќајните правила и прописи е основа. Секако дека овие кампањи даваат резултат и ако за пример само ја земеме минатата година, имаме во Република Македонија за 37% помалку жртви во сообраќајни несреќи во споредба со 2013 година. Пешаците представуваат една од најранливите категории на учесници во сообраќајот, но воедно се и едни од најнедисциплинираните. Околу 25% од вкупниот број на жртви во сообраќајни несреќи во Република Македонија се пешаци. Или изразено во бројки, во 2013 година од 198 жртви во сообраќајни несреќи, 45 биле пешаци. Во 2014 година од 124 жртви кои што загинале во сообраќајни несреќи, 35 се пешаци. А она што е карактеристично е тоа што покрај тоа што се една од најзагрозените групи на учесници во сообраќајот, пешаците истовремено представуваат една од најнедисциплинираните категории на учесници во сообраќајот. Кампањата за поголема заштита на ранливите групи учесници во сообраќајот трае 45 дена и се реализира на целата територија на Република Македонија. Со положување цвеќе и пригодна манифестација во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар денес беше одбележан патрониот празник 4 мај. Основното училиште Гоце Делчев од Гостивар денес прослави 38 години од своето постоење и 112 години од смртта на патронот на училиштето. Одбележувањето на празникот започна со положување на букети цвеќе на бистата на Делчев и продолжи со свечена манифестација, што за оваа пригода ја подготвија учениците со помош на своите наставници. Денес 4 мај му даваме почит на нашиот патрон, еден од најголемите македонски синови, визионер, национален херој, апостол и деец на македонската револуционерна борба. Горди на неговото дело, на неговата револуционерна, но и духовна борба, на неговите заложби за цивилизацијски напредок. Единствен начин на кој што можеме да му се одолжиме е да го продолжиме неговиот пат, онака како што тој големиот Гоце Делчев го основал, како надпревар за културен диалог, мисли и идеи помеѓу народите, а се со цел подобро утре. По тој повод во нашето училиште со свечена манифестација одбележуваме 112 години од смртта на Гоце Делчев, како и 38 години од отпочнувањето со работа на нашето училиште. Пред присутните другарчиња, родители и други гости, учениците се представија со рецитали, народни ора и песни, а трето одделенците од мешаната паралелка со порака за заедништво играа и пееа во духот на мултиетничноста.
На настанот со едноминутно молчење му беше оддадена почит на неодамна починатиот прв директор на установата Велибор Апостоловски. Во Гостиварското основно училиште Гоце Делчев настава посетуваат над 1000 ученици на македонски и на албански јазик. Празникот Ѓурѓовден во среда со црковно-народни собири ќе се празнува во патроните цркви во селата Волковија, Туденце и Мала Речица. Со светата божествена литургија во Волковија ќе чиноначалствува митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Со црковно-народни собири празникот посветен на светиот великомаченик Георги Победоносец, кај народот познат како Ѓурѓовден, во среда ќе се празнува во патроните цркви во селата Волковија, Туденце и Мала Речица. Празнувањето во манастирскиот комплекс Свети великомаченик Георги Победоносец во Мала Речица ќе започне во 12 часот, кога ќе биде извршен мал водосвет и режење на кумските колачи. По ова ќе биде организирана братско-сестринска трпеза на љубовта приредена од годинешните кумови. Иницијативниот манастирски одбор и кумовите за празникот Ѓурѓовден во Мала Речица ги покануваат сите верници за што помасовно присуство на овој црковно-народен собир. Црковниот одбор на село Волковија ги поканува сите благочестиви христијани да бидат гости на одбележувањето на патронот на едно од најдревните светилишта во местноста Чука, манастирот Свети Ѓорѓи Победоносец. Светата архиерејска литургија со која ќе чиноначалствува митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф ќе започне во 8:30 часот, пошто ќе биде извршен водосвет и прережување на кумските колачи. Во среда празникот Ѓурѓовден ќе биде одбележан и во манастирската црква Свети великомаченик Георги Победоносец во село Туденце. Празнувањето ќе започне во 15 часот со мал водосвет и режење на кумските колачи. По тој повод кумовите и иницијативниот одбор за возобновување на манастирот ги покануваат верниците за што помасовно присуство на одбележувањето на патрониот празник. Малопродажната цена на бензините и дизелот од ноќеска на полноќ се зголемува за 3 денари, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Цената на Евросупер БС 95 ќе изнесува 72 денари за литар, на Евросупер БС 98 ќе биде 74 денари и на Евродизелот 57,5 денари за литар. Се зголемува и малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство за 2,5 денари и ќе се продава по 46 денари за литар, како и цената на мазутот за 1,71 денари за килограм и ќе изнесува 29,63 денари за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 40-дневен период изнесуваше $62,7 за барел, а курсот на денарот во однос на доларот 57,2 денари за долар. Во седиштето на ИВАЗа утрово имаше инцидент и надвор од правна процедура беше разрешен поглаварот на ИВАЗа Реисот Сулејман Реджепи. Од МВР потврдија дека на влезот во ИВАЗа е најдена чаура од испукан куршум и дека на таванот на ходникот има оштетување. Полицијата разговарала и со вработените во ИВАЗа кои утрово се пожалиле дека биле нападнати од групата поддржувачи на скопскиот муфтија Ибраим Шабани. Инцидентот се случил после 9 часот кога група од неколку десетици поддржувачи на скопскиот муфтија, предводени од него и од секретарот на ИВАЗа, дошле за да разговараат со Реисот Реджепи, кој уште не бил во зградата. Првичните информации се дека во групата имало вооружени и дека ги малтретирале вработените, пошто еден од нив извадил пиштол и пукал во таванот. Потоа е повикана полицијата која го обезбедува седиштето на ИВАЗа и спроведува истрага за случувањата во втората поголемина верска заедница во Македонија. Пучистите во ИВАЗа формираа привремен совет на чело со скопскиот муфтија кои треба да организираат избор на нов поглавар на заедницата. Покрај тоа ќе се врши ревизија на финансиското работење на Реисот Реджепи.
Двајца затвореници загинале, а најмалку 20 биле ранети во судирите што избувнале во затворот Кордалос во западното предградие на Атина, јави грчката полиција. Според некои информации од грчкото обвинителство, во овој затвор се судриле две групи затвореници од различна националност, главно од албанска и од пакистанска. Затворениците имале импровизирани оружја. Не се знае причината зошто дошло до судирите. Неколку илјади луѓе, главно евреи со етиопско потекло, протестирале во Тел Авив против расизмот и бруталноста на полицијата. Демонстрантите превртувале автомобили и кршеле излози, пошто полицијата употребила водени топови и шок бомби. Во судирите биле ранети 50 на полицајци и 10 на демонстранти. Етиопската заедница во Израел била вознемирена од објавувањето на снимката на која се гледа дека како израелски војник со етиопско потекло бил тепан од припадници на полицијата. Властите во близина на американскиот град Далас соопштија дека биле убиени две вооружени лица откако отвориле оган надвор од местото каде што се одржувал надпревар на карикатури на пророкот Мухамед. Властите на Гарланд соопштија дека двете лица од автомобил почнале да стрелаат врз припадници на службата за безбедност, пошто полицијата возвратила на огнот. Иницијативата за одбрана на американската слобода организираше надпревар за најдобра карикатура на пророкот Мухамед. Во јануари годинава во Париз вооружени исламисти како реакција на карикатура на Мухамед ја нападнаа редакцијата на францускиот сатиричен магазин Шарли Ебдо, при што убија 12 луѓе. Конзервативната партија на премиерот Девид Камерон има минимална предност пред опозицијската лабористичка партија на Ед Милибанд пред парламентарните избори во Велика Британија што се одржуваат во четврток на 7 мај, покажува најновата проценка на BBC. Проценката е направена врз основа на збирните резултати од сите анкети и истражувања за расположението на гласачите на само 3 денови пред гласањето за новиот состав на британскиот парламент. Според оваа проценка на престојните избори конзервативците ќе добијат 34%, додека лабористите 33% од гласовите на британците. Како трета по големина овој пат е партијата за независност на Обединетото кралство, која се предвидува да добие 14%, додека либерал-демократската партија на досегашниот заменик премиер Ник Клег може да се надева на само 8% од гласовите. Зад неа, но сосема блиску, се британските зелени кои се предвидува да усвојат 5%, додека сите други партии може да сметаат на преостанатите 6% од гласовите на гласачите. Сите аналитичари во Лондон се согласуваат дека овие парламентарни избори во Велика Британија се најнепредвидливите досега, но дека во секој случај новата британска влада одново ќе биде коалициона. Денес имавме претежно сончево и топло време. Утринските температури се движеа од 7 до 16, а дневните од 18 до 26 степени Целзиусови. Утре не очекува сончев и топол ден. Утринските температури се движеа од 7 до 17, а дневните од 18 до 29 степени Целзиусови. Беше тоа најновото издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.